Пред 5 месеци голем пожар направи оштетување на мостот Беласица. Една од главните сообраќајни, но и топловодни артерии кои ги спојуваат двата брега на Скопје преку Вардар. Надлежните најмија приватна фирма која направи проценка на штетата и најавија санација. На крај, без да се удри ниту шајка, на почетокот на септември, мостот беше пуштен во употреба за лесни возила во крајните две ленти. Денес мостот, за чија стабилност јавноста има оскудни информации, е во иста состојба. Од озгора сообраќајот се одвива по една лента во двете насоки, но поради гужвата, мостот често е оптоварен со возила. Дел од возачите имаат доза скепса, па и доза на страв за одлуката да се пушти сообраќајот без да се санира мостот. Така кажуваат стручњаците дека не е во ред како што треба, како што беше пред пожарот. Не дека ми е страф, ама имало проблем, така да не мислам дека би се решил само така, пошто ние не видовме дека се работи на проблемот. Така да мислам дека не е безбедно. Врвиме, ама не мислам дека не е безбедно. Други пак немаат проблем што минуваат по мостот. Секој ден поминуваме тука, нема никакви потреци, нема ништо. Али пак стручаците оставам на нив да одлучат. Па ја да ти кажам, прв пат поминував, не осетив ништо. Би требало стручњаците, експертите да кажат дека е безбедно и да може слободно да се поминува. Немам страф јас. Не. Извештајот за состојбата во која се наоѓа мостот Беласица е готов уште од крајот на јуни. По барање на град Скопје, кој е надлежен за мостот, го изработи приватниот институт за сеизмички отпорни градби и климатски промени. Додека се правеше извештајот, директорот на фирмата, професорот во пензија Михаил Гаревски, јавно сподели првична оценка дека оштетувањата се мали и дека ќе биде доволна само мала санација. Но во исто време тврдеше дека извештајот не може целосно да ги даде одговорите за состојбата на мостот, се додека не се отстранат опожарените цевки под него. Значи, пуштањето на мостот и крајната визуелна инспекција на централниот дел може само да се направи кога ќе стане достапен тој централен дел, а и санацијата не може да се направи ако не се тргнат цевки. Гаревски го достави целосниот извештај до градот Скопје само 2 недели по оваа изјава, иако цевките не беа отстранети. Документот не беше објавен во јавноста, а сега повторно го побаравме Гаревски за да го прашаме дали се согласува со делумното пуштање на мостот со оглед дека не е направена никаква санација. Не прифати да говори јавно со образложение дека изјави за мостот треба да даваат официјални лица од град Скопје. Пред да се обрати до фирмата на Гаревски, град Скопје покаже интерес анализата да ја прави градежниот факултет во Скопје. Тие имаа многу по-предпазлив став. Пуштањето во сообраќај на една половина лента го зголемува ризикот. Дали е некој подготвен да потпише дека мостот е безбеден, да по него се одвива сообраќај, без притоа прецизно да се утврди она што мора да се утврди во овој случај, тоа е веќе работа на личен став и однос кон струката, однос кон знаењето, па и некаков етички, односно морален однос кон граѓаните. Сега и деканот на градежниот факултет не сака да говори на темата. Вели, се што имал да каже, кажал. Се обративме и до кабинетот на градоначалничката на Скопје Данела Арсовска, која неколку пати кажа дека мостот е безбеден и дека е потребна санација само од козметички карактер. Не добивме одговор на поставените прашања. Од оздола, мостот Беласица служи како клучна артерија за транспорт на топла вода од електраната Тето за потребите на скопското парно. Тето работи на газ и произведува и струја, па произведената топла вода е поевтина од онаа во топланите. Пожарот сериозно ги оштети топловодните цевки под мостот, а тие беа отстранети дури на почетокот на месецов. Постапката доцнеше бидејќи надлежната за парното, СМ снабдување со топлина, не можеше да се разбере со надлежниот за мостот, градот Скопје, кој од кого треба да бара дозвола за замена на топловодот. Од СМ вела дека поставувањето на новите цевки е комплексна активност и бара сериозна посветеност и работа, и дека ќе се вложат максимални напори за санацијата да заврши во најкус можен рок. А додека траат активностите за поставувањето на новите цевки,
ќе се користи алтернативниот вод на железничкиот мост, кој има капацитет да врши испорака на топлинска енергија. Фактот што цевките се уште не се поставени, а и дека тоа е комплексна активност, според најавите од СМ, го отвори прашањето дали доцнењето ќе удри врз джебот на граѓаните кои се греат на парно. Дали е тоа причината што се уште не е објавена новата цена за парното? Првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски уверува дека кога ќе се направат калкулациите за цените, ќе се смета дека цевките работат, дури и тоа да не биде случај. Значи, ние негде во калкулациите, они го направиле, не го направиле, ние ќе сметаме во нашите калкулации дека 60 до 70% се добива топлина од тето по цена која што е далеку пониска од цената на топланите и на тој начин граѓаните нема да бидат оштетени. Значи, они нека си рачунаат како сакаат, нашите пресметки ќе бидат такви. Ако даваат повеќе топлина од топланите, тоа ќе се оди на нивна штета. Бислимовски вели дека ако ги зголемат цените, можно е граѓаните да почнат да се исклучуваат од мрежата. Тоа пак дополнително ќе направи проблем во системот за топлинска и електрична енергија. Имаме проблеми па со исклучување од една страна, од друга страна тие граѓани што би се исклучиле би користеле електрична енергија. Деловите на Скопје каде што има организиран систем за топлинска енергија, за парно, во делот на електричната енергија трафостаниците се со капацитет дека ќе нема грејење. Дополнително вели тој, топлина преку железничкиот мост може да се спроведува, но овој цевковод е стар и со далеку помал капацитет од оној кај Беласица, што не е решение за долг рок, бидејќи на овој начин се добива помалку топлинска енергија од тето. Пред 5 месеци голем пожар направи оштетување на мостот Беласица, една од главните сообраќајни, но и топловодни артерии кои ги спојуваат двата брега на Скопје преку Вардар. Ниту се ставени нови цевки, ниту некој кажува дали тоа дополнително ќе го оптовари мостот, ниту кои се точно препораките во извештајот. Останува да се верува на зборот на градоначалничката Данела Арсовска, дека мостот е во добра состојба и дека единствената потребна санација ќе ја направи СМ. Предуслов, значи, за да може да се постават тие топловодни цевоводи е истото место каде што треба да се постават да биде санирано. Значи, невозможно да имате безбедно поставување доколку оно кое што било поставено не е санирано. Тоа е, повторувам уште еднашка, само козметичка корекција која што мора да се направи. Не влијае ниту на безбедноста, ниту на сигурноста на инсталацијата која што таму имаме, ниту на самиот мост. Вештачењето го имаме и очекуваме, како што ме информира од СМ, дека истото започнува и дека тие навремено ќе ги завршат своите обврски што се однесува и до истото санација и до поставувањето на топловодната мрежа за да се отпочне на време за грејната сезона, имајќи ги предвид температурите кои што ги имаме надвор.